Двете новороденчиња за кои во медиумите беше објавено дека постои можност да починале по прием на вакцината Дитепер, воопшто не биле вакцинирани со неа, соопшти денеска Јованка Костовска, председател на Комисијата за заразни болести. Формирана е комисија која ќе изврши контрола кај матичниот лекар, кај тимовите за вакцинација и секаде каде што биле лекувани овие деца или биле примени пред да им биде констатирана смрт. Се чекаат резултатите од обдукцијата кои треба да покажат од што настапила смртта, информира Костовска. Едно од бебињата било на 2-месечна возраст, а другото имало 1 месец. Едното е од студеничани, а другото од шутка. Дитепер вакцината се дава, како што појасни Костовска, дури по наполнети 3 месеци. Дел од медиумите претходно објавија дека едното од новороденчињата починало на 1, а другото на 3 март, откако примиле вакцина Дитепер. Позачестените случаи на диареја и гастроентеритис, предизвикани од стомачни вируси од почетокот на годинава, Министерството за здравство излезе со препорака за заштита и превенција. Се препорачува избегнување контакт со заболен, одржување лична хигиена, редовно миење на рацете, темелно миење на овошјето и зеленчукот пред конзумирање, чистење и дезинфекција на површини, а особено на детски играчки, се вели во препораките што ги објави Министерството за здравство. Поради можност за индиректен начин на пренос, од Министерството истакнуваат дека е потребно да се избегнува допирање на очи, нос и уста со неизмиени раце. 900 семејства денеска добија решенија за еднократен отпис на долгови, а вкупно поднесени барања за владината мерка биле 41.765. За отпис на долгови се издвоени 900 милиони денари. Најмногу отпишани долгови има за електрична енергија, потоа за кредити во банки и најмалку за топлинска енергија и радиодифузна такса. Оваа мерка беше донесена лани и, како што нагласи премиерот Груевски, беше дел од изборните ветувања на владеачката партија. Многумина со неверување ги дочекаа нашите ветувања за отпис на долгови, но ние решивме да им помогнеме на оние лица на кои најмногу им беше потребна помош на начин на кој никој во светот досега не помогнал, изјави премиерот Груевски. Пристигнатите барања за отпис на долговите се уште се обработуваат. Малопродажната цена на бензините од ноќеска на полнок се зголемуваат за 2,5 денари, додека на дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за половина денар. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, Евросупер 95 ќе се продава по 67,50 денари за литар, а малопродажната цена на Евросупер БС 98 ќе изнесува 69,50 денари. 4 лица се притворени во рамките на истрагата што се води за атентатите на почетокот на јануари во Париз, во кои загинаа 17 лица, како и 3 терористи. Сите притворени, според француските медиуми, биле блиски до Амеди Кулибали, лицето кое што го изврши смртоносниот напад во супермаркет во Париз, кој денеска е повторно отворен. Досега истрагата покажа дека 3 терористи синхронизирано ги извршиле нападите.